Здраво дечки, јас сум Кейка Авеира и со оваа серија видеа се обидуваме да ви ги представиме сите факултети и смеровите на секој факултет со цел да можете да ја донесете најдобрата одлука за тоа каде да се запишете и на кој смер да се запишете. Денеска се наоѓам на факултетот за земјоделски науки и храна и ајде да видиме што се случува овдека, какви смерови имаат и зошто би се запишале овдека. Добар ден, јас сум Мартин Ритовски, председател на студентскиот парламент на факултетот за земјоделски науки и храна. Се наоѓаме во просторијата на студентскиот парламент. Моментално имаме околу повеќе од 500 студенти во сите насоки во сите години. Прва година имаме запишано повеќе од 200 студенти. Значи во текот на сите 4 години на студиите кај нас се однесува посета на фирми. Исто така имаме и практична настава што се содржи од 30 работни дена преку лето. Во текот на учебната година имаме посета на фирми, исто така и вежби што се одржуваат во нашите лаборатории на факултетот. Јас сум Сара Симоновска, студирам на сменот квалитет и безбедност на храна. Значи денес храната представува актуелен проблем и јас сакајќи да навлезам во таа проблематика се запишав токму на овој смер. Значи нашиот смер е базиран на повеќе хемија и микробиологија. Покрај оние предмети кои ги изучуваат сите смерови, специфични за нашиот смер представуваат можеби ГМО, тоа представува кратен код генетски модифицирани организми, физичко, хемиски, микробиолошки опасности од храна, преработка на месо и месни производи, преработка на млеко и производи од млеко. По завршувањето на студиите можеме да работиме во сите оние фирми и компании каде што има производство на храна и агенции за храна, бидејќи ние потекнуваме од земјоделски факултет каде што акцентот е ставен на безбедноста на храна. Јас сум Иван Ѓорѓевски од поледелска насока, но мојот смер се изучува од ледување на поледелски индустријски градинарски култури, нивна нега и заштита и користејќи современи методи за подобар принос и подобар квалитет. На овој смер јас се запишав првично бидејќи приватно се занимавам со земјоделие, но исто така и сакав да проширам моето знаење, има добра пракса, но има и дефицит на агрономија од мојата струка. По завршувањето на студии, значи можностите се многу големи, може да се отвори собствен бизнис, до работа во државна институција, но и факултетот соработува со многу голем број компании што може да се вработиме и во странство. На овој смер би може да се запишите бидејќи има дефицит на агрономи, но исто така ако ве интересира производството на житни култури, индустријски и градинарски култури, слободно можете да се запишете на овој смер, ви гарантирам дека нема за жалите. Јас сум Јована Милосављева, изучувам анимална биотехнологија. На мојот смер се изучува селекцијата на домашните животни, исхраната на домашните животни, на дивечот, на рибите, на пчелите, биотехнологијата и молекуларната биологија во сточарското производство, преработката и хигиената на анималните производи, исто така и заштитата на животните и благосостојбата на животните. Се запишав на овој смер бидејќи ги сакам животните, имам интерес кон животните и поради фамилиарен бизнис. Нашиот факултет соработува со повеќе компании, каде што вршиме пракса за летниот период. Со нашиот смер после завршување на нашите студии може да се работи во млин, млекара, месара, Министерство за земјоделие, Агенција за храна, кланица. Јас сум Филип Димковски и студирам во насоката цвеќарство и градинарство. Ја избрав оваа насока затоа што е една од најстарите насоки на овој факултет и овозможува широки перспективи затоа што ги опфаќа областите и од производството на цвеќе и производството на градинарски култури. Нашиот факултет има многу стручен кадар и ни овозможува навистина да ги избогатиме нашите знаења, а преку соработката со земјоделски компании од нашата држава овозможена ни е летна пракса, но исто така и дел од наставата, теренскиот дел од наставата да го реализираме во тие компании. По завршувањето на овој факултет, односно на оваа насока, може да се работи во приватниот сектор, значи да се отвори приватен бизнис за производство на цвеќарски култури,
на производство на некои видови од градинарски култури и исто така е перспективно да се воведат и да се произведуваат некои култури што кај нас ги има поретко, па сега тоа е предизвик новите агрономи да ги произведат токму тие производи што се ретко застапени. Запишувајќи се на оваа насока, треба да имаме наум дека доаѓа време кога ќе може да живее и да обстои само оној што знае да произведе квалитетна и добра храна, затоа што сите знаеме дека ние сме токму она што го јадеме. Јас сум Илија, студент од насоката овоштарство со лозарство. Би сакал да посочам дека општо сите смерови на факултетот за земјоделски науки и храна се, да речам, прилично интересни и дефицитарни, тоа сигурно. Особено за мојот смер е значено што овоштарството е допрва интересен, да речам, сектор во нашето земјоделие и општо во економијата. Секојдневно слушаме за разни инвестиции, поддршки и така натаму, субвенции. Треба да се даде посебен осврт и на лозарството како дел од овоштарството, бидејќи за овој регион е значајно и се гледува на големи површини. Треба да се напомне исто дека смеров е интересен бидејќи се стекнува сите основи на општо на земјоделските култури со посебен осврт на овошните видови, сорти и така натаму, и лозарството како дел од овоштарството со виновата лоза. Секојдневни се, да речем, инвестициите кои се случуваат во овој сектор, па така тоа е една опција за понатамошно вработување на студентите кои ќе завршат на овој смер. Други опции би рекол дека се всушност и сите оние предпријатија или компании, државни или од приватниот сектор, кои што се занимаваат со општо со земјоделието. Дали се тоа земјоделски аптеки или различни организации, па и до комбинати некои. Секаде треба да речам агроном. Јас сум Катарина Велјанова, студент на насоката екоземјоделство. На овој смер се изучува како од конвенционално да се премине во органско и поздраво производство, како ние, како студенти, а утре и агрономи, треба да направиме нешто за да го подобриме здравјето на луѓето и да нема храна со пестициди, туку да има храна богата со добри и хранливи продукти кои што на нас ќе ни го подобрат здравјето и секако ќе на заштитат од многу болести. Во последно време органското производство стана многу ин и поради тоа сметам дека ние треба да обезбедиме да има органско производство и да имаме здрави продукти кои што на нам ќе ни помогнат да имаме поздрава иднина и подобро здравје. Здраво, се викам Георгина и доаѓам од Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје и студирам лозарство и винарство. На овој смер се изучуваат пред се природно-технички науки. Во почетните години, почнувајќи од природни науки како хемија, ботаника, генетика и така натаму, кои што би требало да придомесат за едно елементарно запознавање на студентот со земјоделските науки, кои што понатаму би требало да му овозможи полесен премин кон понасочените предмети, како што се технологија на вино, ампелографија, лозарство и лозарско производство и така натаму, што на крајот би довело до стекнување на знаење за тоа како би се произвело вино од самиот почеток на подигнување на винова лоза па се до самиот крај на винификација. Денес повеќето од матурантите се запишуваат на општествените науки, што формира еден дефицит кај природно-техничките науки и смерови, па во тој поглед би им предложила на сите матуранти кои што се барем малку заинтересирани за природните науки да не се двоумат и да аплицираат на овој факултет. Јас сум Ирина Алексовска и студирам на смерот агроекономика. Овој смер се насочува кон едукација од
применетата економија во земјоделието. Ние студентите на овој смер изучуваме широк спектар на теми поврзани со агробизнисот, применетата економија во земјоделието, руралниот развој, се стекнуваме со менаџмент вештини, исто така извршуваме финансиски пресметки и се ангажираме со аналитички вештини за решавање на проблематиките кои што се случуваат во земјоделието во секојдневниот живот. По завршувањето на студиите, ние како агроекономисти се здобиваме со диплома дипломиран инженер агроном. Со таа диплома имаме широк избор на работни позиции, меѓу кои се најпрво државните институции како Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Министерство за економија, Министерство за животна средина, платежна агенција и слични. Покрај тоа, може да се вработиме и во банки кои поддржуваат кредитирање на земјоделски стопанства, во осигурителни компании како проценители на штети кои што се случуваат поради одредени непогоди, или како менаџери на земјоделски предпријатија или земјоделски стопанства. Здраво, јас сум Евгенија Трифуновска и сум запишана на смерот заштита на растенија, фитомедицина. Кога ќе ме прашаат што тоа значи и што ќе бидам јас им кажувам буквално доктор за растенија. На мојот смер ние изучуваме за причинителите на болести, вируси и габи, за сите штетници, инсектите и за плевелната вегетација, кои директно или индиректно влијаат негативно на квалитетот и приносот на крајниот производ. Значи, ние ги изучуваме и мерките како да ги заштитиме растенијата и при тоа треба да ги знаеме карактеристиките на културите и за да знаеме точно која мерка да ја определиме. Кога јас бев матурантка и кога размислував што сакам да студирам, размислував за некој факултет што не го одбираат другите студенти, за кој што не се многу запознаени, бидејќи знаеме дека на другите факултети кои што се преплавени со студенти, потоа имаат проблем за наоѓање на работа. Па така ми беше искрено многу драго што за земјоделскиот факултет не многу студенти знаеа што всушност се изучува и што подоцна можат да работат тие со тоа. И затоа ги разгледав смеровите и фитомедицина заклучив дека е еден од потешките и затоа ми беше предизвик за да го одберам. Со мојот смер подоцна може директно да работиме во производството, во агрокомплекси за производство на растителна храна, исто така во трговијата со препарати, како што се земјоделските аптеки и продажбата на големо, во државни институции како министерства, државен инспекторат за земјоделство, најразлични лаборатории, советодавни служби и секако високо научно образовните институции. И нашата работа во иднина ќе носи голема одговорност, но тоа представуваше и предизвик за мене, бидејќи знаеме дека докторите, добрите доктори се многу почитувани и ценети, а јас би сакала тоа да го почувствувам и ќе се потрудам за тоа, бидејќи благородна е работата на докторите во медицината, кои се грижат за здравјето на луѓето, но ние се грижиме за толку многу растенија, а со тоа и со здравјето на луѓето. Бидејќи знаеме дека денес еден од главните проблеми со преголемата популација на земјата е недостигот храна. И што мислам дека е најважно за сите факултети, тоа е комуникацијата и односот меѓу професор-студент. Значи, ние сме прилично мал смер со 13 колеги и предавањата ги одржуваме во училница, што не само значи јасно сослушување на предавањето, туку можеме и активно да се вклучиме во истото, што не верувам дека е случај во големите амфитеатри каде што има толкава врева. Можностите, значи посета имаме на саеми, исто така се организираме и како агрономијада, што имаме како студентски игри. Имаме фудбал, кошарка, одбојка, квиз на знаење, трудови. Се собираме повеќе од 6 држави и повеќе од 16 факултети. Оваа година се одржа во, како ние бевме домаќини, се одржа во Охрид од 25 до 29 април. Исто така факултетот оваа година имаме како јубилејна година, постоење од 70 години. Исто така ќе се организира и симпозиум, кој исто што ќе се одржи во Охрид.
Имам огромна чест денес, може би се во помал број од оно што го видовме таму присутни наши колеги, меѓутоа кои се имаме обврска ние традиционално после секоја успешна агрономијада, па и не успешна, меѓутоа сите се успешни, да ја поканиме на крашна средба, на која ќе ви се заблагодариме за вашите успеси што ги постигнавте. Меѓутоа пред се најбитно што произлезе од таа агрономијада, тоа што и на почетокот пред да се почне самата агрономијада се договоривме, е безбедноста ваша, безбедноста на сите други учесници, која што за наша голема радост беше на највисоко ниво. И тоа е најголемиот успех на целата оваа агрономијада. За прв пат после, да речеме, толку години на нашата агрономијада, каде што најмногу се плашевме да не направиме грешка односно вие, успеавме да го држиме нивото академско така како што толико. Оно што најмногу исто така ме радува, може би ќе дојде после овој дел другиот што го кажа претходно, е вашиот успех, за кој говоревте овие петната медали, нашиот факултет, како што знам го дели генерално првото место, значи во генерален класен, заедно со факултетот во Нови Сад. И се надевам дека на следниот наставно-научен совет ќе дадете еден краток осуд за тие успеси, поединечно и во групен спорт. И тоа беше се од овој факултет. Кликнете subscribe долу за да можете да добивате нотификации за другите факултети. Кликнете овдека некаде за да видите што се случува на друг факултет во претходните видеа и се гледаме наскоро. Чао, чао!